Со сигурност може да се каже дека септември е најскапиот месец во годината. Децата тргнуваат на училиште, еден куп пари за спремање. Студентите ја започнуваат студентската година, каде школарината мора да биде платена. Сите домакинства се спремаат за предстојната грејна сезона, по оние кои решиле да се греат на дрва. Мора да ги набават истите. Сезоната на зимниците е во тек. Па септември е скап, бидејќи децата тргнуваат на школа. Потребни се зимница, потребни се дрва за зимоска, али пари кај луѓето нема. И не е имало и до сега и понатаму ќе нема, луѓето крпат, прават повеќе малку зимници и парите не стигнуваат во однос на школарина, прибор за школото и за дрва никако не може да се дојде до тоа што треба да се купи. Не да е скап, не да е, туку нема, платите се многу мали, прво, затоа е скап. Кој ќе има подобар стандард, кој ќе има подобри плати, ја мислам дека нема да биде толку скап. А скап е, самите знаете, мислам за што е. Школство треба, дрва треба, зимници требаат. Овие сметки што се, мислам, што ги даваме секој месечно, тоа се скапи. На крај крајави да не бидам толку безобразен, значи многу буџетари треба да искараме, да ги платиме, па за нас што остане. Тоа е. Школа, за зимнице, за се облека, за тоа е скап, како зашо. Знаеме ли да врземе крај со крај? Крај со крај, едвај. Не се врзува Богаме. Септември месец е посебно значаен за првачињата. Родителите заедно со децата купуваат опрема за училиште, тетрадки, бојци, ранци и така натаму. Првачињата радосни. Многу се радувам што одам проволаче. Сепак за да се опреми едно прваче со школски прибор, потребни се од 1000 до 3000 денари. Септември месец е еден од најскапиот во годината, меѓутоа нели, тоа што треба да се потроши, се троши. Се подготвуваат учениците за училиште, се прават зимниците, се плаќаат и другите сметки за да се подготви едно прво одделенче, потребни се од 1000 до 3000 денари во зависност каква опрема за училиште ќе се купи. Со стартот на септември домакинките ги прават и подготовките за македонските специјалитети, теглите се измиени и останува да се купат пиперките. Ајвар, лутеница, пинџур, сладко, мармалад, домашен сок е само еден мал дел од она што може да се најде речиси во секој подрум во текот на зимата. Но како и да е, без ајвар не останува ниту едно македонско семејство. Домашен македонски специјалитет омилен за сите, за секоја генерација. За подготовката потребни се најмалку 3000 денари. Домакинките велат, без ајвар не може да се замисли нашата трпеза. Годинава цените се посолени, но за зимница мора да има. Граѓаните сакаат да прават домашен ајвар и да ја продолжат традицијата, додека пак оние кои немаат време сами да го подготват, ќе купуваат од маркет.